Странски служби, насилни протести, подкуп од странски бизнисмени и испробани сценарија. Тоа е само дел од информациите кои се поврзуваат со договорот со Грција и поканите за членство во Европската унија и НАТО. Стои во најновиот извештај за руското влијание во Македонија со акцент на разузнавачките служби објавена од Джеймстаун, меѓународната фондација специјализирана за политички и економски анализи. Аналитичарите на Евроазија Daily Monitor велат дека ова не е прв случај на вмешување на Русија во внатрешните работи на Македонија, а снимен и од македонските разузнавачки служби, туку дека таквиот процес трае веќе 10 години. Според разузнавачките документи добиени од истражувачките новинари по самитот на НАТО во 2008 година, Македонија се соочува со силна субверзивна пропаганда и разузнавачка активност, спроведена преку амбасадата на Русија, а во согласност со московската стратегија за создавање така наречени замрзнати конфликти. Официјални документи наведуваат дека главната цел на Русија е да ја изолира Македонија од западно влијание и да обезбеди нејзина воена неутралност, наведува Джеймстаун. Аналитичарите од фондацијата, повикувајќи се на информација од Балканската организација за истражување на корупција и организиран криминал, велат дека со субверзивна политика, спроведена преку дипломатски канали, Москва сака да ја стави Македонија во позиција на ексклузивна зависност од руската политика. За остварување на таа своја пропаганда во Европа, а посебно на Балканот, според председателот на Комисијата за евроинтеграција во Српскиот парламент Ненад Чанак, Кремљ лани издвоил 1 милијарда и 800 милиони евра. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da ta propagandna mašinerija ruska neumitno melje sve pred sobom i stvara jedan okvir za delovanje ruske službe na prostorima koje sam naveo. Тајните документи кои протекоа во јавност, како и преслушуваните разговори во Македонија, како што се вели во извештајот, наведуваат на можна вклученост и на српски разузнавачи во наводно зајакнување на национализмот во Македонија, посочувајќи го примерот со агентот на Српската безбедносна информативна агенција Горан Живаљевиќ, кој, како што се вели во извештајот, бил вмешан во попречување на евроатлантската интеграција на Македонија уште од 2015 година, наводно соработувајќи со проруски членови на македонскиот парламент, а кој беше присутен и за време на насилствата во собранието лани на 27 април. Според британскиот извештај за разузнавање, тројца агенти на руската разузнавачка служба СВР спроведоа руски субверзивни активности од руската амбасада во Скопје. Надзорот беше обезбеден од страна на руската разузнавачка станица во Белград и четворица агенти на војната главна разузнавачка агенција ГРУ, сите координирани од Софија, стои во извештајот на Джеймстаун. Потврда за руски разузнавачки активности во Македонија даде и шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кога од Скопје беа протерани двајца руски дипломати поради случајот Скрипал, но и поради шпионажа во Македонија. Се работи за лице што со своите делувања излегло вон својот мандат и одредбите на Виенската конвенција за дипломатски односи. И ова беше реакција што е во функција на заштита на државниот интерес, на интегритетот на институциите и на безбедноста на државата. Се работи за обид за добивање сензитивни информации, кои што се важни за и класификувани информации, кои што се важни за безбедноста на Република Македонија. Тој сојуз на руски и српски разузнавачки служби, според фондацијата Джеймстаун, работел на оневозможување на македонското членство во НАТО и доведе до дипломатски тензии меѓу Белград и Скопје, кои ги коментираше специјалните известувач на Европската унија Дейвид Мекалистер. All countries in the Western Balkans should look forward, and all Western Balkan countries should be interested in not blocking each other on their path towards EU membership. Таа операција, според фондацијата, наликувала на обидот од 2016 година за уривање на владата на тогашниот црногорски премиер, а сега претседател Мило Ѓукановиќ. Македонија, како што се вели во извештајот на фондацијата Джеймстаун, од земја во изолација и земја со потенцијален меѓуетнички конфликт, успеала да стане земја со покана за членство во НАТО. Затоа, како што советуваат експертите од Евроазија Daily Monitor, западните влади, владите од регионот и македонската влада треба да соработуваат за да спречат понатамошни поделби, можни конфликти, а се во интерес на безбедноста на земјата.